беше дека апсолутно немаше потреба да се врши маневар за закон кој што не е воопшто спорен и за кој што сите сакаме да допринесеме да биде подобар, да иде во редовна процедура преку Комисијата за финансии. Доколку се трудите да не убедите дека подобра е варијантата со Комисија на европски прашања да дискутира за дејноста на финансиските друштва, тогаш во ред, тоа е ваша интенција, нема да се мешам, но мислам дека е тоа погрешно. Второто, колку што разбрав од репликата, посочивте на две работи од мојата дискусија по однос на надлежноста на финансиските друштва и по однос на стомачкиот влог. Доколку имавме јавна расправа или повеќе време за испитување, ќе видевте и самите ќе заклучевте дали сум во право или не. Еве за ваша информација, веќе побарав компаративна анализа од парламентарниот институт, ќе видите и самите како е ова регулирано во Европската унија. И по однос на основачките влогови, висината нивна, и по однос на надлежноста, заедно ќе дискутираме понатаму. И да, добро е што имаме можност амандмански да реагираме, секако ќе направиме амандмани, но капацитетот на представниците на мнозинството или владата да ги прифати истите, дополнително ќе биде предмет на дискусија. И затоа кажав, еве, дозволете уште еднашка на кратко. Наместо пола милион да биде 1 милион основачки влог, и наместо, ако веќе бараме, бидејќи се движев од основните цели што беа укажани од страна на владата на оваа говорница овде, да направиме алтернатива на банките и да го земат нивното учество на пазарот. Ако веќе така сакаме и ако се водиме по тој теретип, значи треба да имаме поголем основачки влог и треба надлежноста наместо Министерството на финансии да се биде Народната банка. Тоа беше логиката на моето излагање кој што се посочив и дополнително на тоа, уште едно што го кажавме, дека се зголеми транспарентноста за сегмент на финансискиот пазар кој што е обвиен со оправдани или неоправдани обвинувања за нивната работа, бидејќи сакаме да го регулираме, дополнителна транспарентност во нивната работа и дополнително зголемување на нивната доверба, согласно основните цели на владата, го предложив и објавувањето на финансиските извештања на нивната веб страна, но во ред ќе имаме простор за уште еднашка, барем уште еднаш да продискутираме за законот, па се надевам дека тогаш ќе дојдеме полесно и побрзо до заеднички предлози и решенија. Ви благодарам.